Социјалните медиуми ги држат карикатурите и афоризмите во живот. По згаснувањето на рубриките и весниците кои објавуваа активности за хумор и сатира, интернетот е за жал единственото место каде уметниците може да се изразат. Карикатурата, ако не е во дигитална форма на компјутери, нема на друг начин дека да го тоа искаже. Нема човек кај да се искаже. Ја како пензионер сакам некаде да соработувам, да работам, ама нема каде. Исклучиво преку Facebook, преку тие средства да можем да на еден начин да се искажем колку може да работиме. Од друга страна, достапноста на интернетот на сите ги намалува критериумите во делот на сатирата и афоризмите. Во сите овие претходно споменати медиуми имаше некоја, ајде да не кажам цензура, ама сепак некое вреднување. Значи што е тоа што се објавува од аспект на квалитет. Денеска сите пишуваме и сите објавуваме, така што тоа вреднување како квалитет го немаме, ама имаме можност, малте не реков сите што мислиме дека сме напишале нешто што вреди да го популаризираме. Токму поради ова, според афористичарите, овој вид на уметност е речиси во изумирање и неопходна е и државна помош за истата да обстои и да се пренесе на младите генерации. Се повеќе се помалку и помалку, бидејќи веќе поголемот број, се веќе стари луѓе, пензионери, некои починаа веќе во меѓувреме и затоа некој начин афоризмот е во одумирање. Па поради тоа сега може да најавам еден настан, како прилично добар и иновативен настан, во Струмица. Сега ќе започне есенска школа за млади афористичари. Со цел поголема промоција на овој вид уметност, денеска во Штип се одржа настан во рамките на манифестацијата Денови на маргинализирана уметност во организација на Сдруженијето Медија Плюс.